почитуван подпредседателе, почитуван заменик министер, колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Пред нас денеска се наоѓа законот поднесен со европско знаменце, предлог на закон за данок за солидарност со европско знаменце. Имам практично, и за ова говоревме на Комисијата за европски прашања, практично имаме три забелешки, или можеме да го поделиме како три проблеми кои што се појавуваат со овој закон. Првиот проблем е формален и процедурален, тоа што вакви закони од даночната реформа ви доаѓаат овде означени со европско знаменце и неправилно се повикувате на одредена регулатива. Регулативата која што сте ја навеле, ќе дојдеме до тоа, ќе елаборираме, има сосема друга намена. Со тој формалниот и процедурален проблем го омаловажувате собранието и неговата работа, практично ги суспендирате комисиите, ја суспендирате и дебатата во јавноста за потребата, за значењето, за импликациите на законите и така натаму. Меѓутоа, најверојатно имате само една единствена цела, тоа е да се приберат што повеќе пари за, би рекол, неконтролираната лакомост на коалицијата на СДСМ и ДУИ. Вториот проблем е суштински проблем кој што ви се појавува во економијата, и тоа е поврзан со сивата економија, тоа е поврзан со движењето на странските директни инвестиции кога имплементирате вакви закони. Тоа е поврзан со лаферовата крива, ќе зборуваме и за него. И третиот проблем е проблемот кој што го имате со довербата, односно со огромната буџетска дупка која што ја создава оваа влада со неограниченото трошење. Односно, предлагате да имате солидарен данок и планирате да соберете што повеќе даноци, а тие даноци од друга страна граѓаните гледаат секојдневно како криминално се трошат за јавни набавки во 4 очи, како завршуваат во фирми блиски на некој од владеачката коалиција. Тоа е сериозен проблем кога имате во државата, односно кога граѓаните, стопанството, бизнисот, економијата, сите немаат доверба во владата и на начинот на кој што се троши. Погледнете ги изминатите години, ќе видите што допринесовте, какви ефекти создадовте во економијата. Двоцифрена инфлација на храна, огромно зголемување на цените на храната, огромно зголемување на буџетот, додека сте вие на власт во последните години. Имате енормно зголемување на буџетот, а просечен раст на бруто домашниот производ вие под 2%, 1,6, 1,7%. Граѓаните гледаат како цените во Македонија вртоглаво растат на секое покачување на енергенси или на ресурси, а од друга страна, кога истите тие поевтинуваат на светските пазари, тоа истото не се случува кај нас. Да се вратам на регулативата 22.18.54 на која што сте се повикале, и овој закон се наоѓа на Комисијата за европско знаменце. Меѓутоа, таа регулатива представува беше и е донесена заради итна интервенција во врска со високите цени на енергија. Значи, таа регулатива која што се занимава со итни и со исклучителни мерки кои што треба да ги преземат земјите, меѓутоа се однесува на приходите кои ги оствариле енергетските компании. Колега Панет, ако може да се сослушаме, важен е данокот. Благодарам. Затоа што навистина се важни овие даноци, не заслужува таков однос. Ви благодарам, колега. Се однесуваат на енергетските компании, се однесува на максимизирање на цените кои што ги оствариле енергетските компании, а меѓутоа законот кој што вие сте го предложиле овде во собрание воопшто не е таков. Еве, погледнете го текстот. Вие сте напишале: преку плаќањето на овој вид на данок, компаниите кои во услови на криза оствариле вишок профит, пропорционално ќе придонесат за ублажување на последиците од кризата. Како сега компаниите кои во услови на криза оствариле вишок профит пропорционално ќе придонесат, кога во членот 5 пишува: по исклучок од членот 4 на овој закон, обврзникот на данок за солидарност не е обврзникот кој отпочнал со вршење на дејност во текот на 2022 година
освен во случај кога отпочнувањето со вршење на дејност е резултат на статусна промена. Значи, токму оние компании кои што ви се формираа 2022 година, кои што остварија профит во услови на криза, а видовме како тендерите за набавка на јаглен беа добивани од фирми кои што беа регистрирани 2-3 дена пред отворање на повикот, видовме како фирми регистрирани по објавување на јавни повици добиваат тендери за надзор, видовме како и сопрузи, и деца, и членови на семејството на видни партиски функционери формираа енергетски компании токму во 2022. И сега како ќе објасните на јавноста дека пропорционално ќе придонесат? Каква е таа пропорција кога законите не важат токму за оние кои што започнале со бизнис и остварувале вишок на профит благодарејќи на енергетската криза, се повикувате на регулатива која што е донесена заради компании кои што оствариле профит врз основа на енергетската криза, а не сте предвиделе ниту еден механизам како да дефинирате која е добивка која што е остварена како резултат на енергетската криза. Зарем сакате да ја убедувате македонската јавност дека овие синови, сопрузи, блиски на ваши функционери кои што основале енергетски компании, кои што завршиле милиони пари, државни, народни пари од кризните состојби, сакате да ги уверувате дека тие не оствариле профит врз основа на кризата, туку оствариле на некој друг основ. Не ви држат тезите и лицемерно е така да настапувате пред јавноста. Дополнителен проблем. И сами знаете дека како држава имаме проблеми со странските директни инвестиции, дека паднавме на дното од земјите кои по бројот на привлечени странски директни инвестиции. Тоа означува само едно, а тоа е дека инвеститорите имаат проблем со довербата. И сега со овој данок за солидарност, што правите? Поставувате и предизвикувате дополнителен притисок врз инвеститорите да бегаат од државата. Затоа што, ако одредена компанија во 2022 наместо да си подели дивиденди, влегла во инвестициски циклус, или 2021, влегла во инвестициски циклус, отворила поддружници, го зголемила обемот на производство и врз основа на тоа остварила поголем обрт и остварила поголем профит, сега вие од 2023 година, затоа што сте разулавени за трошење, ретроактивно, спротивно на членот 52 на Уставот, ќе наплаќате данок. Па кој нормален во оваа држава ќе има интерес да инвестира и ќе има интерес да влезе во таков циклус кога е соочен со една непредвидливост која што ја предизвикува оваа влада? А дополнително сакам да ве потсетам на уште една работа. Предлог на закон за данок на солидарност со европско знаменце во држава која што де факто и неспорно се бори со сивата економија. Колку активни мерки имате за борба против сивата економија? Па често сме зборувале овде од говорница. Нонсенс, парадоксално е, погледнете ги графиконите на пат на продуктивноста на трудот во Македонија. Константен пат на продуктивноста имаме. Додека цел свет поради технолошкиот развиток бележи раст на продуктивноста на трудот, во Македонија имаме постојан пат на продуктивноста на трудот. Тоа значи дека секој работник во Македонија со секој час работа, секоја година со власта на СДСМ и други произведува се помалку и помалку. Тоа под А може да е така, меѓутоа под Б може да значи нешто друго, а тоа е скриени даноци и разулавена сива економија, при тоа немате ниту една мерка активна за да ја контролирате сивата економија. И тоа го говорев и на комисија. Имате подпредседател на политичка партија која што ви е директор на управата за јавни приходи. Па како ќе ги убедиме граѓаните дека законите важат за сите исто? Сте напишале во текст, најверојатно ова парламентарно мнозинство не спори ништо, не прашува за ништо, сте напишале пропорционално ќе придонесат, а сте ги иземале компаниите, токму оние кои што се занимаваат со енергетика на заеви
на Ковачевски, на највисоките партиски функционери. За нив не важи. Е па како, колеги, пропорционално? Барем сменете го текстот, пишете се